Добар ден, ученици! Јас сум Христина Двојаковска, наставник по природни науки во Основното училиште Димитар Влахов од Штип. Овој час ќе се запознаеме со наставната содржина ефект на стаклена градина и климатски промени. Треба најпрви да ги научиме кои ни се целите на часот. Да научиме за ефектот на стаклена градина и кисели дождови, да научиме за глобално затоплување. Што представува атмосферата? Земјината атмосфера или воздухот е обвивка од гасови на планетата Земја, меѓу кои најзастапени се азотот со 78%, кислородот со 21%, а од другите ретки гасови најмногу го има аргонот со 0,90%, јаглеродниот диоксид, водородот, неон, хелиум, озонот и други. Освен тоа, во составот на атмосферата има известни количества на водена пареа и ситни честички од прав, наречени аеросоли. Атмосферата ја заштитува Земјата од преголемо загревање преку денот и од преголемо ладење во текот на ноќта. Кога не би постоела атмосферата, дневното колебање на температурата на земјината површина би изнесувала околу 200 степени Целзиусови. Освен тоа, таа го овозможува и одвивањето на водениот циклус во природата, а со тоа и појава на атмосферските и копнените води, како и постојање на живиот органски свет. На овој слайд на нас ни е дадена една слика од земјина површина и од атмосферата. Забележуваме на земјината површина дека има и вода и копно. И во водената и на копнената средина се наоѓаат автомобили, превозни средства во водена средина, потоа се наоѓа на копнената средина. Има урбани места каде што има изградено градови, села, има шуми, обработлива површина. Секаде каде што има автомобили кои што испуштаат најразлични штетни материи. Забележуваме дека штетните материи се испуштаат во атмосферата. Знаеме дека атмосферата е изградена од 3 слоја и тоа: на првиот слој е тропосфера, на тропосферата се наоѓа стратосфера, а додека над стратосферата се наоѓа јоносфера. Забележуваме дека на најнискиот слој на атмосферата има најмногу честички. Тие честички се и потешки и полесни. Потешките честички остануваат на понискиот слој, додека полесните честички лебдат и одат високо кон атмосферата, каде што ја загадуваат атмосферата, доаѓа до предизвикување на тие кисели дождови, кои што се штетни за самите посеви и на се што е на земјата. Ефект на стаклена градина. Кој е ефектот на стаклената градина? Ефект на стаклена градина е природна појава која овозможува на земјата да се зачува температурата погодна за живот. Всушност представува процес во кој стакленичките гасови, водена пареа, јаглероден диоксид, метан и азотни оксиди се собираат во еден дел од тропосферата и формираат топлотен штит која одвива
и враќа топлината кон земјата. Без него земјата не би била доволно топла за да може на неа да се живее. На сликата ни е дадена сонце, каде што е искажан ефектот на стаклена градина. Сонцето има сончеви зраци, но тие сончеви зраци имаат сончева изразува има сончева светлина и каде што има и светлосно и топлинско зрачење. Тие зрачат насекаде и сончевите зраци паѓаат на површината на земјата. Претходно кажавме дека на површината на земјата има и копнена, има водена површина. Со загревањето на самото копно доаѓа до испарување на слоевите од површината од земјата и штетните материи постепено се издигаат кон самата површина. Кој е зголемениот ефект на стаклена градина? Во последните години, поради загадувањето, зголемена е концентрацијата на стакленичките гасови, особено на јаглероден диоксид, кој потекнува од горење на фосилни горива, исечење на дрвја и метанот кој се создава од оризовите полиња и од животни како што се кравите. Стакленичките гасови го нарушуваат озонот кој представува природен филтер на атмосферата. Зголемената концентрација на штетните гасови формира подебел топлотен штит кој не дозволува преминување на топлината во атмосферата и целосно се задржува на површината на земјата. На овој начин доаѓа до засилен ефект на стаклена градина, што предизвикува негативни последици. На слайдот ни е даден природен ефект на стаклена градина и засилен ефект на стаклена градина. На природниот ефект на стаклена градина доаѓа до одделување на стакленичките гасови, значи штетните гасови се повисоко и се одделени од самата атмосфера, а додека со засилениот ефект доаѓа до пробивање или продирање на тој слој, каде што доаѓа до мешање и нема некоја поделба меѓу атмосферата и меѓу стакленичките гасови. Активности кои го зголемуваат ефектот на стаклена градина. Сечење на шумите. Со сечењето на шумите доаѓа до намалување на количеството на кислород. Користење на фосилни горива. Зголемено количество на јаглероден диоксид. Работа на фабриките се создава јаглероден диоксид, метан, азотни оксиди. Се почесто користење на автомобили доаѓа до ослободување на поголема количина на јаглероден диоксид и на азотни оксиди и од депониите доаѓа до ослободување на метан. Постојаниот ефект на стаклена градина преку целата година на цела планета доведува до глобално затоплување. Глобалното затоплување представува невообичаено брзо зголемување на просечната температура на Земјата, што се должи на зголеменото присуство на гасови во стаклената градина. Последици од глобалното затоплување се: пораст на температурата за 1,5 до 4,5 степени Целзиусови на 100 до 150 години, топење на мразот на поларните делови од планетата Земја, пораст на нивото на морето, доаѓа со топење на мразот, предизвикува покачување на морското ниво
при што доаѓа до поплавување на некои острови и брегови, временски непогоди, зголемен број на суши и пожари, зголемување на облачноста, поплави, урагани, влијание врз здравјето на луѓето, смртоносни, топлотни бранови, лош воздух, алергии, астма, изумирање на животински видови. Како да се намалат ефектите на стаклена градина за да спречиме глобално затоплување? Пошумување, со што би се намалило количеството на јаглероден диоксид, поставување филтри на оджаците од фабриките, претварање на органскиот отпад во компост наместо негово согорување, разумно користење на автомобилите и давање предност на велосипедистите и на јавниот превоз, ефикасна и економична употреба на енергијата во домовите. Кисели дождови. На сите живи суштества им е потребна вода за да живеат. Дождот ни ја носи водата кој ни е потреба и затоа има голема важност за живот. Загадувањето од фабриките, автомобилите и домовите го прават киселиот дожд. Кога фосилните горива, како јаглен и нафта, горат во термоцентрали, фабрики, институции или нашите домови, при согорувањето се ослободуваат штетни гасови како што се јаглероден диоксид и сулфур диоксид. Овие гасови се мешаат со воздухот и одат во облаците. Тие предизвикуваат создавање на кисели дождови. Тука на самиот слајд ни е дадено како доаѓа до создавање на кисели дождови. Влијанието на киселите дождови. Киселите дождови влијаат врз целокупниот екосистем. pH на водите стануваат кисели и непогодни за живот, го менуваат хемискиот состав на почвите стануваат кисели, при тоа доаѓа до растварање на голем број тешки метали кои се штетни за растенијата. Влијанието врз материјалните конструкции, растварање на метали, нагризување на бетон. Со тоа, ученици, ние се запознавме со ефектот на стаклена градина и киселите дождови и штетното влијание на штетните честички во атмосферата на целиот жив свет. Со тоа го завршуваме овој час.